Вратите од шумското домче се секогаш отворени за сите авантуристи и љубители на планината. Извидниците од првиот скопски извиднички одред се подготвуваат за пролетниот бивак, а со проектот Шумско школо, кој е наменет за децата и младите, ја збогатуваат авантуристичката програма на извидниците. Проектот Шумско школо, кој што беше поддржан од компании членки на Американската комора, AmCham, тој проект цели кон збогатување на авантуристичката програма горе во шумското домче. Односно, сакаме да набавиме доволно опрема горе за сите, не само извидници, туку сите авантуристи кои што ја сакаат планината, да имаат каде да отидат, да имаат опрема да престојуваат во природа, да набавиме реквизити, како што се мрежи за одбојка, петанг, тоа е нешто како карлинг само во природа, значи сите оние игри кои што може да се, кои што делуваат и нели врз развојот на физичкиот, социјалниот развој на децата. И најголемата работа која што сакаме да направиме таму, да кажеме најпопуларната меѓу извидниците во моментот, е градење на зиплайн, кој што ќе биде во дворот на шумското домче и ќе биде долго од прилика 100 метри. Шумското домче е една куќа оставена во Аменанто Чичко Бора, кој бил планинар, многу посветен и на планината, исто така и има допринесено и во градење на домот Караджица. Меѓутоа, оваа куќерка која што ние нарекуваме Шумско домче се наоѓа во Борисова населба, Мала река. Тоа е на планината Китка, односно после Преслап. Планината таму и шумата е навистина прекрасна, ние имаме многу голема среќа што имаме таа куќарка. Куќарката не е голема, меѓутоа дворот е огромен, а на нас како извидници нели тоа ни е најважно, за да имаме кај да отвориме шатори, да изградиме бивак, да логоруваме нели нормално и да ги одржуваме сите оние активности кои што нели во секојдневието не може да ги уживаат децата. Сега што ќе одиме на првиот настан горе за време на Великден, ќе бидеме од прилика од 80 до 100 извидници од 6 години до кој како ни се придружува. Така да планот е да стигнеме на Китка на 26 април и 27 да се упатиме на 14 километарски хајк до домот Караджица, каде што нели нормално ќе имаме наши активности, а утре дента планираме од Караджица да заминеме до Бегово поле. Така да тоа ни е планот, се надеваме дека и времето ќе не послужи, ако не послужи времето, нормално кабаници опрема за на планина и се надевам дека сите убаво ќе си поминат. Ова школо не е наменето само за деца и млади од Скопје, ќе бидат вклучени и останатите од целата наша земја. Да, моментално на овој прв настан кој што ќе се одржи за Великден ќе присуствуваат деца од Скопје. Значи, извидници, децата од СОС детското село, деца од дневниот центар во Шуторизари. Меѓутоа, понатака се планираат уште два кампа кои што ќе се организираат исто горе во Шумското домче. И тие се наменети за сите млади нормално од Македонија, а информацијата ќе ја добијат преку извидничките одреди. Извиднички одреди во Македонија има околу 20, значи речиси во секој град има, така да до нив ќе стигне лаборатот, значи официјалната покана ќе биде испратена до нив и секој кој што сака да ни се приклучи, нормално ќе може преку извидничките одреди да се придружи и да учествува на камповите кои што ќе се организираат до крајот на годината. Во наредниот период ни следува посета на интернационалниот фестивал во Демиркапија. Поздрав и до нив, тоа е прекрасен настан кој што трае 3 дена и нуди секаков вид на спорт за сите љубители на природата. Тоа ќе се одржи од 17 до 19 мај во Демиркапија. Потоа имаме нашиот традиционален национален надпревар за деца за извидници од 7 до 13 години, кој што ќе се одржи во градскиот парк. И секако сите тоа што го очекуваме е летото, односно двете поголеми активности. Првиот е извиднички камп кој што ќе го организираме во Босна, на Борачко езеро. Тамо е исто така прекрасно, поздрав до сите извидници од Босна. И потоа ни следи интернационална размена со извидници од Белгија кои што ќе дојдат во Македонија. Околу 40 извидници ќе бидат од Белгија, 40 од Македонија и со нив ќе имаме еден авантуристички камп во движење, односно ќе започнеме од 3-дневен бивак на Китка за да завршиме во извиднички центар во Охрид Дајан. Извидничкиот камп е веќе отворен, еве користам прилика да ги поканам сите и за великденските празници ќе биде отворен.
Кој сака да го посети, може да најде и на Facebook и на нашата веб страна. Тоа што се спрема во извиднички центар во Охрид ќе биде нешто што го нема, мислам, дека во Македонија. Тоа е Сојузот на извидници на Македонија со поддршка од Светска банка ќе изградат воден парк во езерото, нормално монтажен на дување, и ќе го способат центарот со многу други реквизити, како што се велосипеди, кајаци, чамци, лак стрела, сите оние активности кои што ги имаат извидниците, да кажеме, во светот. Сојузот на извидници на Македонија ќе ги донесе и во Македонија, за да можат сите посетители на кампот да ги уживаат и да се пробаат во некоја вештина. Извидниците најчесто се запишуваат кога ќе почнат на училиште. Нашата извидничка година започнува со училишната година, значи од септември до август. И најдобра возраст е нели нормално прво, второ, трето деление, меѓутоа можете во шесто, во седмо деление да се приклучат, и најубаво време за приклучување на извиднички одред е, да кажеме, септември месец, за тие да може да ги посетуваат сите извиднички состаноци, на кои што децата се спрема, да кажеме, за повеќе дневни активности кои што следуваат во текот на година, значи влегуваат во тој извиднички филм, за нели кога ќе отидат некака да не им биде премногу тоа сите тие активности, бидејќи сепак ред дисциплина, станување во 7 часот, во 8 часот максимум, си ги практикуваме се уште, така да тоа би била најубавата возраст. Колку порано, односно во раните училишни денови, толку подобро. Авантуристи во текот на целата година. Креативен и социјален развој за сите возрасти. Побарајте ги на социјалните мрежи и станете дел од големото извидничко семејство.